Вака, значи, колку песни има на тој албум, да се навратиме на него? Планирам да има околу 8-9 песни, затоа што првиот беше 16 песни, па не можев да ги... Па менувам стил, да. Стилот е блуз, соул, смут джез, што беше претходниот? Претходниот беше повеќе R&B, меѓутоа електронски албум. Меѓутоа ова е целосно комплетно отсвирен во живо. Така? Затоа регрутирам добра екипа музичари. Еве Васко Бајаджиски ми свиреше саксофон, Дамјан Печиновски гитара на новаа песна, Дики пијано и нормално тимот уште отворен, не е комплетиран и сакам да направам нешто што ќе звучи нека на лайв, на свирка, на гик, на бендовски. Гик. No doubt. No doubt дека ќе звучи така. Добро, ме интересира, значи, колку време ти требаше од едниот до вториот албум да се издаде? Тоа се во овие 2007 година беше првиот албум, сега е 2010-та, па рачунај 2-3 години. Што реков, во овие 4 години тебе ти доаѓа некоја... Во 2-3 години, како резултат на искуството, нели, на фестивали, концерти надвор и комуникација, дружење со музичари, учиш многу работи, созреваш и тоа е тоа, природно се наметува. Не знам дали знаеш дека Кили е одличен пианист. Да. Значи, пред себе рекле джезер, Кили има посетувано часови кај доста известен професор по хармонија овдека во Македонија, така некој којто учел тебе. Или оваа прича нешто јас сум ја. Каков бре, црни? Други бе ми земале мозок, ево. Кој си му рекол на професорот Децо? Други бе пола мозок ми земале. А што е? Брат. Кај си идел кај некој човек што предавал хармонија, нели он предава хармонија на музичка ли бил и ти таму си бил кај него? Кој ти го кажал дека? Ти бре човек. Па ја имав часови, ама некај човек ми го кај госпоѓа Елезовиче ушка. Кај која човек жена е тачка. Да, професорка. А она беше пианистица, клавиристка, хармонија. Па да, учевме нешто и хармонија. Али Светлана Костовска е примерната моја наставничка по клавир која ми ја постави раката замислувајќи пинг-понг лоптица кај неа. Она е жената која ме направи пианист и на која сум и вечно захвален. Која толку мржња имав како мал, гледајќи ги моите врсници како играат джамли пред зграда, ја морав да вежбам баер и какви ступидни вежби за прсти кои се неверојатно потребни за основата на поставување на рака и влевање на љубов за музика, али Светлана ми го влеа тоа, иако ни мирисот на старото музичко школо не ме привлекуваше да идем тамо, пошто одвратно смрдеше. А јас сум страховито осетлив. Не смрдало како кај мене удраси во ветеринарно, брат. Па добро, али ти не можеш да се сетиш на тоа старо музичко кој на нафта се грееше. Никако не можам да се сетам, никако. Немаше парно. Кој беше старото музичко? Кај Кино Карпуш. Кај Кино Карпуш. Да. Кога донесела закон и мене ми боле. Исто. У диско не само отишла, знаеш? Не, па за друго не иду у диско. Све исте фацеве. А тој ми дојде, више да. Нема кој да се излази. И педри ова кој е? Тројца. Свети тројца. Левна. Врие. Свети тројца педри. Гадно се викаш на диджеј. Не, ги дирај, тя ме ратужаливи, сега ќе ги спомнеш. Дали овој Келчо ги споминjаше, па гледаш ми. Мора ли да си педер, да си диджеј? Мора изгледа бе? Не мора. Зашто бе? Или мора? Да ти да пуним газ с плоча и да ги пушташ на джумба. Веро, па тој голем газ. Или мале плоча. Па починем с малечки. Тој е мини дис. Од малечко ме пуним с малице деа. Одина, да, ти диджејки, ти бутнела до тебе. Дај ми оне касетка за хаос. Добро, Кили, што превртува кај тебе? Одеднаш решаваш музиката да ја ставиш малце на страна, иако е фамилиарна професија, само тата беше доктор, така? Да, али беше најмузикален од сите нас. Мама е пианистица, помалиот брат Ачек е музичар во филхармонија, има свој бенд и настапува, и Мио е на ДНО, вокалот, исто образован музички. Значи, првиот што го почнал тоа, малте не прекинува да се занимава со музика и вика, ево браќо, вие цепај, тоа ти ќе ви ги земам сите слави лобовики. Наравно, па да. И решава да одиш на актерство. Апетити беа широко градни, сакав да се развивам на поише полиња. Да. Идев и на клизалиште и на факултет. Страшно добро играш пинг-понг.
Молим лепо. Значи, Ја му се заблагодарувам. Неприкосновен во македонскиот народен театар за пинг-понг. Молим те, кажи да не речам јас. Прво место, чемпион. You are the Заедно best. со Чедо Камџијаш. You are the best. Мораме да го спомнеме Fuck the нашиот rest. драг колега Чедо Чедо игра пинг-понг, Камџијаш, кој е виртуоз, и Корун. Корун кој е на вистина Корун. виртуоз. Корун. Онур. Кирил Коруновски Онур. Курон. Корун кој е невероватно вешт играч во пинг-понг и јас сега го замолувам да својот талент го истори на една маса со мене, да видимо чија чарапа на чију ногу ќе да стои. Кој ти е најтежок противник од мената од театарот за пинг-понг? Бога ми Никола Ристановски. И тоа Он е игра, дефанзивец, опасен. Он мене И ме научи да играм пинг-понг на една Он турнеја од игра на 45 нерви, дена. он има неверојатно Да. силни Дизел, нерви. дизел. И само се сече и враќа и ти можеш Чешки, да се... чешки, да. она, Хавел, Да, со стрпление. срцка. Таков беше и во животот. Да, и Мислам, се уште е. пардон, таков и во животот. Полека, Стрплив, и полека. стигне, ќе ти го швркне, ќе ти замине, Јеби да тачно приметиш удара. дека е тука. Елегантно. Добро вечер. И блага. Култура, бе, така. Го знаеш, тој вид за културата. Значи, иде лисицата, ни шума исчупана цела онака, и зајакот вика, што ти е, Велиске? Вика, волкот, бе, вика. Манијак, фаќање, едно силување, едно дрпање, еден секс невиден, али еден фин, еден културен, джентлмен. Не си видел тако? Зајакот иде дале, гледа мечката, исто исчупана. Што е, бе, меца? Вика, волкот, бе, едно силување, драпање, секс невиден, али фин, господин, вика, еден джентлмен, немам речи. Зајакот страв, вика, леле, овој сите ги изнареди цела шума. Легнал да спие навечер. Дома и си ставил една затка во газето, знаеш, ако заспие случајно. И таман, знаеш, нека заечки на едно око и се слуша. Добро вечер, зајко. Може и да слаш турцина. Турците се одлични. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Веро не збори глупости. Ева, има ли нешто што го правиш друго освен музиката? Обично го правам тоа што мислам дека сум добра во тоа, пливањето им го оставам на Во што другите. си добра, кажи ми. Предавам англиски јазик и книжевност, да. Брат. Друго што правам, не се бавам со спорт класично, меѓутоа се бавам со танц. Чекај, музичка спрема немаш? Музичка спрема нижо музичко имам, само Ова е значи немам. природна дарба, Природна што е дарба на тебе? нормално што се гради, што се развива, нормално учам јас. Потоа се разви тоа во малце по сериозно бавење со музика и животот ме однесе во една насока патека каде што, да кажам, имав среќа да запознам добри музичари, да се научам дружиш многу, со да се нив. дружам со нив, да. Можеме да направиме една мала музичка здивка, нели, предах, како се беше тоа, како се викаше, павза, за да Ева ни испее нешто, а после ќе поразговараме за фонтаната која ти и Синке ја направивте кај Драмскиот театар, тоа ми е многу атрактивно, знаеш дека и фонтани прави. Да. Зида Не сум фонтани. била, треба да го видам тоа, ама Значи нема што не прави човекот. Уште да не викна да поиграме у театар, малци и вие би биле супер среќни И задоволни. и задоволни. Ева, што ќе ни испееш душа ти? сега ќе испеам од En Vogue, Free Your Mind, многу добра песна. И со Ја до моите души и не сум имал што да ослободам. Немаш? Пошто без мозок, нели, онака, free your mind. Така да, може еден аплауз за Ева Нединковска, Финдек састав и Ева Нединковска.